годината 63-та на кошарката во Струмица. Кога вие всушност започнате со кошарка? Дали беше тоа вашиот прв допир со оваа топка? Исто така со претходните мои соиграчи, почнавме во 63-та година да изучуваме практички кошарката од нашиот тогашен тренер професор Кирил Галев, кој не водеше доста долго време и за кратко време успеавме да научиме и да се квалификуваме во тогашната Републичка Македонска лига. Играчи се беа наши, струмичени и немаше играчи како сега што ги има од страна. Затоа беа горди нашите сограѓани и имавме доста посета на званичните утакмици кои се играа во тогашната Републичка кошаркашка лига. Сега, кога се направи една паралела помеѓу времето тогаш и времето денеска, дали популярноста на овој спорт тогаш и денеска е поголема, дали 63-та или да кажеме 96-та, и дали тогаш имаше подобри кошаркари отколку денеска што се наоѓаат во Струмица? Во наше време подобри кошаркари од ниските имаш, а секој пат манјка во Струмица висината на центарска позиција, затоа мојот соиграч Пицимов добро каже, он играше центар, а го имавме како нависток центар наш кошаркар, а сега е моментално директор на Македонскиот театар во Скопје, Лјупчо Петрушевски, и еден наш играч кој е моментално на пределена работа во Америка, тоа е Митко Пецев, и играше за нас. Они отскакаа со висината во град и се знаеше дека се предодреден некој начин за кошарката и така влего и они во магичните коши. И за гледачите на програмата Добро утро Македонија и на рубриката Time Out, ставам дека и вие ќе кажете како што е обичај една анегдота од вашето време. Анегдоти ги има доста. Моите соиграчи сигурно имат нешто кажено. Во моментот ќе се сетам, имаше турнир во Кавадарец, ако не се лажем. Игравме со тогашната екипа на Тиквеш Кавадарец, они беа аутсайдер, а ние изгубивме од нив. Кога изгубивме, наредната утакмица требаше да играме со Партизан Гевгелија, а они беа фаворити. Кога изгубивме, тренерот нас се откажа, тренерот Кирил Галев, се откажа и отиде во публика. И наредната утакмица ја игравме во почеток без тренер. И кога виде дека ние нешто правиме на таа утакмица, тој се врати и ја издржа утакмица заедно со нас, каде што победиме. Сега да се надевам дека и денешниот надпревар ќе биде интересен и предлагам најнапред да ви заблагодарам за разговорот. Предлагам сите заедно да го погледаме овој надпревар. А разговорот сигурно ќе има вакви уште моменти во рубриката Time Out. Благодарам.